Братство Мигениот, Тетово е основно училиште кое се издвојува по многу нешто од останатите во државава. Тука се учи на 3 јазици: македонски, албански и турски. Од септември, Братство Мигени ќе биде едно од 4 училишта пионери кои формално ќе го воведат новиот изборен предмет сеопфатно сексуално образование. Предметот ќе може да го слушаат само децата од 9-то одделение и тоа само со согласност на родителите, а предавањата ќе ги држат наставници кои поминале соодветна обука. Една од обучените наставнички, Душица Марковиќ, вели дека дел од темите во новиот предмет не се новост за учениците. Еве сега имавме одделенски час за животни вештини, реакции на омаловажување. Дека никој не треба да биде омаловажуван, дека како ќе се чувствува тој самиот кога некој нема да другарува со него или биш. Јас тие часови си ги практикувам. За да се одржуваат часови по сексуално образование, предметот треба да го изберат повеќе од 15 деца. Но, вели Марковиќ, рано е да се каже дали ќе има доволно ученици. 360 степени разговараше со неколку родители на деца кои учат во Братство Мигени. Речиси сите сметаа дека темата е чувствителна во нивната средина и само зад камера го соопштуваат ставот дека ќе бидат осудувани ако нивните деца го изучуваат овој предмет. Тетовци пак, кои ги анкетиравме во центарот на градот, мислат дека сеопфатна едукација може да спречи негативни појави кај адолесцентите. Да си знаат како да се заштитат од болести, од насилство, од разни овие, да не ги упатат оние соби што се. Мислите на јавна соба? На јавна соба мислам. Кога би знаеле повеќе работи би не би отишле сигурно. Тие се све изложени. Нека има. Јас чинам дека во развојните земји како што се западните земји, таму веќе постои тој вид на предмет и тоа едуцирањето во секој аспект е добродојдено за секој дете. Во наше време нема. Но ако ги опфати овие теми кои ги зборуваме за насилство, што е тоа сексуално вознемирување, родови, почитувања. Па не е лошо да знаат младите. Друго училиште каде се опфатно сексуално образование ќе биде пилот проект од септември е Скопското Јан Амос Коменски. Училишниот психолог Елизабета Ивановиќ исто така била дел од обуката за новиот изборен предмет. Таа објаснува дека адолесцентите се на специфична возраст, кога се почувствителни и пољубопитни за себе и за околината, па им треба и правилна едукација. Дел од темите кои се предвидени со овој наставен предмет, токму се однесуваат на врските и релациите, на ненасилното однесување, значи што е многу битно, на самите промени кои што се случуваат нели во самиот тој период на адолесценција и на биолошки и на физички и особено на тој психолошки план. Значи ние сме општество кои за секоја работа имаме предрасуди и стереотипи, па секако и во однос на оваа програма и во однос на ваков начин на образование. Но многу е важно кога ќе се демитизираат и тие стереотипи ќе се разбијат. Резервите кај населението се чини се должат на неинформираност, дезинформации и влијание од конзервативни кругови. Писателот Венко Андоновски во колумна објавена на интернет страницата на Бигорскиот манастир алудира дека предметот ќе се занимава со сексуалното задоволство, а не со љубовта. Но такво задоволство, издвоено од љубовта, може да обезбеди и порнографијата, како и честото менување непознати партнери. Настрана од разните групи по социјалните мрежи, влијателни личности како професорката Весна Јаневска од ВМРО ДПМН избрзаа со коментар дека сексуалното образование ќе се учи од второ одделение, што се покажа погрешно. Партијата Левица пак побара нов концепт за предметот кој би го изработиле повеќе факултети и институти, бидејќи актуелниот и служи на капиталистичката класа. Монијатурка оваа агенда под превезот на наводна загриженост, а всушност силувајќи го правото на мислење преку наметнување идеологии втемелени на либералните интереси на капиталистичката класа, со целините возрастни што порано да бидат впрегнати во остварувањето на капиталистичките експлоататорски цели. Токму ваквите пораки стигнаа до поголема публика, отколку објаснувањето од надлежните, што ќе се учи по новиот предмет. Родовото насилство, врсничкото, насилството во врските и семејствата, сексуалното насилство или кој било друг облик на насилство не е начин на изразување љубов, ниту пак статус. Насилството во која било форма не смее да се толерира и е казниво со закон. Оваа дефиниција ја пишува во џебниот лексикон наречен ССО азбука, што ги опфаќа речиси сите термини поврзани со сексуалното образование.
Насилството е една од главните теми која ќе треба да се изучува по предметот сеопфатно сексуално образование. Во овие теми нема никаков баук и тие и досега се изучувале во рамки на други предмети, велат од институцијата што ја подготвува наставната програма, Бирото за развој на образованието. Но сега сметаат дојдено е време тоа да се изучува како посебен предмет. Дisa si se duke imar përvojat e shteteve të tjera, disa si se përvojat pozitive, flasim për një lëndë zgjedhore, e cila për momentin duke pasur parasysh se implementimin e një lënde të re, gjithsesi një teme të re, një aspekti të ri të edukimit dhe të arsimimit të rinjve, duhet kaluar një proces hulumtimi, gjithsesi një proces në të cilën do të dëshmojmë se një lëndë e atill është më se domosdoshme për zhvillimin e shëndetshëm të rinjve në aspektin e zhvillimit të tyre seksual. Со други зборови, предметот кој првично ќе биде изборен во мал број училишта, само ако даде резултати, ќе се понуди во сите училишта. Ајрулај уверува дека Бирото ги имало предвид истражувањата од странство кои потврдиле позитивни резултати од воведувањето на предметот. Gjithkund në botë, para se të implementohet programe e këtij lloji, ekzistojnë dilema të llojit që mendojnë që kjo program i mbron të rinj dhe ata të cilat mendojnë që kjo program ndikon që nxënësit të bëhen në moshë më të hershme aktiv në aspektin seksual, mirëpo të gjitha këto mendime janë të pabazuara, nga që se hulumtimet e shumta flasin se me implementimin e këtyre programeve në për shkollat fillore zvoglohet dhuna dhe zvoglohet numri i aborteve tek të rinjt. Предлогот сепак најде на различни реакции од стручната фела. На пример, од Институтот за семени студии при Филозофскиот факултет сметаат дека е потребна едукација на учениците за теми поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје, но за пилот проектот на Министерството велат дека не е најсоодветен. Сметаме дека посоодветно би било да се воведе предмет планирање на семејството, семеен живот, сексуално и репродуктивно здравје и едукација за населението, како поширока област во рамките на кои би се проучиле наставни единици од областа на сексуалното и репродуктивното здравје, родово сензитивни теми, семејни модели, улоги, семејни вредности, препознавање и заштита од семејно насилство и слично, а не исклучиво од областа на сексуалното воспитание. Но на кој ниво е спуштена дебатата, најдобро покажа обидот на институтот да направи анкета на својата Facebook страна, каде праша кој од двата предмети, сексуално образование или планирање на семејството, би бил посоодветен. Анкетата беше повлечена со образложение дека била злоупотребена и нападната со навредливи коментари. Ова анкета немаше научно-истражувачка цел, туку беше поставена со цел да се добие слика за размислувањата на нашите следбеници. За жал, анкетата беше спинувана во многу различни насоки, како конзервативен обид да се уништат и деградираат сите современи модели и трендови кои се однесуваат на семејствата, се до промовирање на педофилија и силување. Заради голем број недолични коментари кои отсликуваа говор на омраза, хомофобија, ксенофобија, како и религиска нетолеранција, анкетата беше избришана. И додека многумина се жестат на социјалните мрежи и други комуникацијски канали против најавениот пилот проект, веќе една деценија ученици од повеќе скопски основни и средни училишта учествуваат во неформална едукација на тема сексуално образование. Годинава таква настава следат околу 400 деца со дозвола на родителите и во договор со директорите на училиштата. Обуките ги држи невладината организација HERA, а младите отворено дискутираат за теми од сексуалната едукација и споделуваат проблеми за кои не би разговарале со родителите или наставниците. Сме имале прашања од типот, не знам за контрацепција, ме пече, не смеам да кажам на мајка ми каде да се обратам или нешто слично. Или дали имам 2 кондома, ќе сум безбедна и побезбеден и така. Или за сексуално вознемирување исто така често ме маваат погас, каде да се обратам, не знам што да правам, непријатно ми е. Ние ги пренасочуваме кон стручните лица, решаваат тоа, а сме имале фидбек зависно од детето дали сака повторно да ни се обрати или не. Се случувало некои деца да ни се обратат и да кажат супер, фала што ми помогнавте, дојдовме до супер заклучок или ни помогна, не знам, гинекологот што ме препративте во центарче и слично. Искуството од неформалните едукации покажало напредок во размислувањето и однесувањето кај младите, но само кај дел од темите опфатени со сексуалното образование.
покажуваат дека најзначајни промени, позитивни промени и кај знаењата и кај ставовите ги имаме во темата за сексуално и репродуктивно здравје и насилството како такви. Од друга страна, недвосмислено не сите овие 10 години на спроведување на сексуално образование сеопфатно, компонентата родова еднаквост ни покажува најмало поместување, секако има значајно поместување, меѓутоа најмало во споредба со сите други компоненти. Јавна соба оваа корелација најдобро ни ја покажа за разбирањето меѓу мажите и жените и ни е непобитен факт дека сексуално сеопфатно образование ни треба уште утре. Меѓународните извештаи и податоците со кои располага ХЕРА покажале дека земјите кои го вовеле сексуалното образование во образовниот систем, како Швајцарија и Холандија, покажале значајни резултати. Од намалување на насилството, малолетничките бременности и абортуси, па и одложување на првите сексуални односи. Стапката на малолетнички бременности, стапката на малолетнички абортуси, стапката на употреба на контрацепција. Кај овие земји на најниско ниво, за разлика од нашата земја и другите каде што немаме сексуално образование, обратно е. Ние сме лидери во негативна смисла, највисока стапка на бременности, најниска на употреба на контрацепција и највисока стапка на сексуално преносливи инфекции. Како за секоја реформа, така и за сексуалното образование има два правци. Едниот е обид да се решаваат проблемите кај младите. Другиот е се да си остане како што е, во очекување проблемите самите да се решат.